Добро вечер, почитувани браќа и сестри, македонци и македонки. Вечерва сме повторно на каналот Откритија Discoveries со продолжение на предходните наши размисли и околу темите кои што се актуелни, односно актуелните состојби и местото на Македонија и македонскиот народ во глобалните и во домашните збиднувања. Од минатиот пат, од она што го имавме како нови случувања, кои што ете и малку подалеку, но се рефлектираат и во нашиот живот и врз нашата држава, и врз нас како македонци, видовме дека има развој на настаните, особено во однос на тоа дека се носат одлуки кои што и нас лично како македонски народ и суверен на Република Македонија не засегаат. Меѓутоа, уште позначајно е што тоа се одлуки кои што ги носи Северна и кои што имаат непосреден одраз врз суверенот, врз македонците, но исто така и против нашата волја, со оглед на тоа што нелегитимната власт не е никаков наш представник, не представува во никој поглед, и затоа и од тој аспект ќе го започнам започнеме вечерашнава размисла на темата вечерашна, тоа е како нелегитимната Северна со одлуките што ги носи влијае врз македонскиот народ и со самото тоа не става во една незавидна положба и од тука и нашиот легитимитет како суверен на Република Македонија, кој што се спротивставува, односно е визави ова нелегитимна или дива творба. Во денешното време нашата држава, односно нелегитимната во овој момент Северна, е дефинирана, така и се произнесуваат нашите државници кои што се фактички инсталирани послушници, дека е функционална мултиетничка демократија, за кој што конструкт јазичен зборувавме во една од минатите емитувања, дека тоа е една конструкција која што е неодржлива и за која што се произнесоа и експертите, особено од областа на политичките науки и правото, дека е направен еден микс кој што едноставно значи една негација на самата демократија, кога веќе одредуваш етнички предзнак, дека мора да има некоја демократија, значи тоа е нешто фалшиво и со тие конструкти всушност таа либералистичка, односно неолибералистичка политичка теорија и практика, низ која што нели се дефинира власта и моќта онака како што тие ја подразбираат, се спротивставува на оние востановени правила и норми што можеме да ги наречеме како на меѓународното право. И сега тука уште една таква конструкција, односно концепт, е новиот светски поредок, кој што гласи светски, а не меѓународен, бидејќи меѓународниот поредок познава меѓународни вредности, меѓународни норми и правила, кои што тие упорно ги заобиколуваат, значи ги кршат брутално на секој чекор, и може да се каже дека оваа неолиберална демократија
всушност представува злоупотреба на демократијата, на целиот демократски свет и меѓународен поредок кој што е изграден врз база на почитување и заштита на човековите права и слободи, се разбира и на субјектите меѓу кои спаѓаат и државите. Начинот на кој што тие ја практикуваат, односно ја злоупотребуваат демократијата, всушност во оваа ситуација, нели, кога зборуваме и за положбата и ситуацијата на македонскиот народ кој што е избришан, значи во таквата демократија не постои, а не постои ни државата Република Македонија во тој, нели, нивен нов светски поредок, иако според сите правила и норми треба да постои во меѓународниот поредок, нам, всушност, на македонскиот народ и суверен, ни го дава полниот легитимитет да го практикуваме она што значи вистински меѓународен издржан поредок, значи со тие утврдени меѓународни норми и вредности. И кога станува збор конкретно за актуелната ситуација, каде што Северна се произнесе, нели, со својот став, ставајќи се во одбрана на една од спротивставените страни во сега конфликтот помеѓу Русија и Украина, нели, ние бевме прогласени како непријателска држава. Меѓутоа не ние, не Македонија, не македонскиот братски народ, туку Северна и граѓаните на Северна, што не става во една позиција истовремено да бидеме колатерална штета, значи каде што се работи на судирни интереси, а каде што ние едноставно немаме начин да некој во наше име го заземе вистинскиот став, затоа што нас не представуваат нелегитимните власти на Северна, а од друга страна ни ја дава под полната слобода, затоа што за нас не важат тие правила, ние никогаш не ги прифативме. Војата на македонскиот народ, која што не е спроведена, всушност е признаена во меѓународното право, меѓутоа во Северна нема кој тоа да го ефектуира. Па така, од таа призма, ние сме сосема независни, како суверен, како македонски народ, да практикуваме активности, да ги остваруваме нашите суверени права надвор од Северна, со тоа достоинствено, достојувајќи, нели, континуирано во тој македонски отпор, да си ја сочуваме нашата Македонија, да си ги сочуваме сите вредности и атрибути и да си го вратиме достоинството како на македонски народ, што ни е одземено, значи уништено, избришано тоа право. И во таа смисла и во актуелните случувања на глобално поле, ние можеме независно, слободно, со целиот легитимитет на еден народ кој што е слободолюбив и миролюбив, да учествуваме во актуелните, но и во идните процеси демократски, слободолюбиви, каде што ќе се позиционираме со она со што најдобро можеме и сме придонесувале, но и да придонесеме во светските токови, каде што ќе се заштити неприкосновеното човеково право, слободата, мирот, нели, и правото на самоопределување, кое што за жал ни Обединетите нации не успеа да го заштитат, меѓутоа во новиот несветски поредок, според Урнек, нели, на глобалистите и неолиберализмот, туку новиот меѓународен поредок кој што треба да излезе многу поизграден, постоит, поцврст од оној што сега е десеткуван, македонскиот народ ќе си го има заслуженото место со оглед на своите заслуги и придобивки, дека не подклекна под ударите, нели, на
овие фашизоидни, нелегитимни, монструозни политики, туку остана да се бори за она во што верува секој слободолюбив народ и поединец. И уште само во овој контекст би додала дека во 5-годишниот македонски отпор и се уште е актуелно, а тоа и на сит глас го кажувавме, што е и веќе на некој начин верификувано и од медиумите кои што таму не следеа цело време пред собранието, дека македонскиот народ беше активен со граѓанска непослушност, каде што, нели, според мислата на Џон Лок, дека кога власта прави узурпација, тогаш суверенот е тој што треба да ја смени таа власт и да си донесе своји достојни представници. Ние се уште сме во тој процес, се уште нелегитимната власт ги едноставно го држи во починетост, во една диктатура македонскиот народ и Македонија, меѓутоа тој процес не е завршен и тој процес секако дека ќе биде со еден, јас верувам, среќен исход, затоа што македонскиот народ, кој што е мнозински народ, се уште во Република Македонија, кој што има еден голем родолюбен, непокорлив дел, се уште ја води својата праведна борба и тоа ќе биде со собствени сили, ќе може тој да биде еден дел од тие фактори кои што ќе го едноставно ќе го ослободат сонцето на слободата, ако може така да се каже, и на овие наши простори и на ова наше тло македонско. Ова би бил еден вовед во вечерашнава емисија, а понатаму може и ќе се надобрзам повторно со некоја да размислите. Еве, за моите соговорници вечерашни, може сами да се представат, да не ги представувам, нека продолжат. Да, повели Елизабета. Добро вечер, дали се слушам? Да, добро се слуша. Добро, да го уклучам тонот, нели, звукот. Да. Момент само. Добро вечер, јас сум Елизабета Чингарова Матевска, дел од македонскиот народ, нели, кој што застанавме во одбрана на Македонија и се што значи македонско. Ана даде воведување во вечерашната тема и навистина тоа е нешто што е најголемиот наш проблем. Ние македонскиот народ, односно државата, го изгубивме суверенитетот. Јас за вечерва имам припремено еден текст, не е текст, него, како да кажам, подсетник, под точки, малку, може би, ќе бидам досадна, но тука е направив една анализа за последнива деценија, да речам, што се случуваше како една компарација помеѓу Македонија и Украина, значи тоа што е актуелно во моментот, и ќе се трудам да бидам поексплицитна, пократка, колку што можам, но и појасна. Ова се работи кои што сите вие ги следите, нели, преку вести, преку интернет и така натаму. Ова е едно мое лично согледување. Јас многу следам повеќе аналитичари и водам еден роковник од тие што се најеминентни, што кажале, како размислуваат. Значи не се водам од вестите што ги слушаме
на нашиве продавени канали, него ова се информации кои што се, барем јас така сметам дека се релевантни. Значи, се надевам дека ќе го задржам вашето внимание. Еве вака, значи, ќе започнам и ќе повторам тоа што го кажа Ана, со метнатата нелегитимна северна државна власт, која што, да не повторувам, од 27. април 2016 веќе годината ќе заборавиме, се наметна неприфатлива политика, односно државна неодговорност и негрижа за македонскиот народ. Македонскиот народ се најде во незавидна состојба на ветрометина помеѓу крајно деструктивниот НАТО глобален империализам и се најде на црната листа за отстрел од страна на Руската Федерација. Значи, тоа е моменталната слика, она што политички се случува врз македонската држава. Значи, сведоци сме на едни големи светски превивања со можност за отварање на една голема војна. Сите се надеваме дека тоа нема да се случи. И сега малку би проговорила за војната во Украина. Реков, може би ќе повторам многу работи, но тоа е тоа. Значи, таа е војната во Украина е дел од црното сценарио кој што го консумираме, тоа црно сценарио е тоа заговорништво кое што го консумираме ние и целиот свет. И предноста на информатиката е тоа што ете сме повеќе информирани, но и повеќе злоупотребени и повеќе лажно информирани. Пред себе сакала да кажам во мое име и во име секако на грото македонски народ и во име на нас народните делегати дека сите сочувствуваме со сите инволвирани во оваа војна, но состојбата е таква како што е и најбитно е да се извлече поука од цела оваа состојба. И Ана спомна, еве и јас ќе спомнам, дека најексплоатирани теми и проблеми се поставуваат меѓународното право и суверенизмот, дека Украина нели е нападната во име на мимо меѓународното право и е нарушен суверенизмот. За меѓународното право многу не би зборувала, тоа секој од нас знае што е и што значи. Тоа е збир на правни норми и правила, принципи, регулирање на односи меѓу поединците, односно меѓусебниот однос на државите, организации и така натаму. Но најбитно е дека меѓународното право е рамка, односно највисоко поставено иерархиски за оформување на правните состојби во државите, лошо се изразив, односно уставот, законите и така натаму. Значи тоа е една највисока точка од која што почнува понатаму. Сите сме сведоци дека меѓународното право е многу значајно за заштита на мали држави, но никој не се придржува на тоа кога е во прашање нивното право. Што се однесува до суверенитетот на една држава, по меѓународното право, тоа е надворешната и внатрешната независност на една држава. Сувереноста, така барем пишува во енциклопедијата, секој поединец ја добива од Бога или како група ја добива од народот. Во демократските држави суверенот е народот и народот е суверенот на државата. Барем така би требало да биде, но сведоци сме дека најмалку е така од се тоа што ете го
го живееме. Значи, ние, нашиот суверенитет, нашата сувереност преку парламентарни гласања ја даваме на народните избраници во собранието. Меѓутоа, прашање дали тој суверенитет кој што го даваме ние достојно понатаму се представува и понатаму се поставува прашање за вистинската легитимност на партиите, на постоечките партии, на вистинската легитимност на изборните модели и регуларноста на изборите, нешто што веќе стана светска практика. Гледаме дека има премногу манипулации, намештајки, просто кажано, нерегуларности во гласањата и едноставно тој што, нели, тие што се горе на врвот, тој што сака да го постават на власт, имаат систем на различни активности со кои што ќе успеат да го воспостават, па и да немал партија до тогаш. Еве, сведоци сме за многу председатели, еве, например, на Петков оформи партија пред некој месец да дојде на власт, Макрон и така натаму и така натаму. Значи, во сувереноста, значи, што се случува во светот, за да една држава биде навистина суверена, веќе е воспоставено светско правило за да бидеш навистина суверена самостојна држава, неизоставно мораш да имаш нуклеарно вооружување. Значи, си држави кои што немаат нуклеарно вооружување се едноставно несуверени држави, не самостојни и секој може да манипулира со нив. И тоа е можеби една причина што ете многу држави се приклонуваат кон НАТО, а тоа е погрешно, затоа што на тој начин едноставно собствената енергија и сила ја даваш на една непринципиелна, на една воена алијанса која што знаеме какви се има работи направено по светот. Сега накратко би објаснила што се случува во Украина и паралелно на тоа што се случува во Македонија и кои се проблемите кои што произлегуваат од тоа. Значи, од 2004, 2008, се извинувам, 2014 година, со рушењето на регуларните власти од Јануковиќ, од Јушченко, понатаму Портокаловата револуција на чело со премиерка беше Јулија Тимошенко, светската криза што беше на Мајдан во Киев, осамостојувањето, односно одделувањето на Крим преку референдум и така натаму, се до денес донесе до една силна агресија, до една силна пропагандна машинерија, конкретно со многу активности од Запад, со што во целост, значи, ја заробија украинската држава економски, физички, пропагандно, преку притисоци, прогони, ликвидации, и што е најпогубно за крвавување на двата народи, рускиот и украинскиот, кои живеат во Украина, и украинскиот и рускиот, кои што живеат во две различни земји. Значи, тука ќе посочам повеќе црни точки, кои што навистина од сите избори кои што ги следиме, веќе се обелоденуваат. Да, осветло дека се вистините. Значи, веќе има докази дека се вистините. Една од најнехуманите е трговија со човечки органи. Нешто што го видовме и тука во Македонија, жолтата куќа, како беше, Косово,
и така натаму. Значи, тоа е една црна дамка во човештвото која што никој не може да избрише. Непочитувањето на Минските договори 1 и 2, со кои е укинато секакво право на употреба на рускиот јазик и други работи. А факт е дека 3 милиони, може би повеќе, Русија напуштиле Украина. Се зборува за бројка од 14 до 40.000 руси кои се убиени овие 8 години во Донбас и Луганск. Се зборува дека 130 деца, а некаде се слуша и цифра од 1000 деца од оваа бројка, кои што погинале во гранатирањата во овие две области. Постои нели и алеја на ангелите на убиените деца во тие војни активности. Фасцинантна е бројката од 800 воени бази околу Русија и Кина. Значи тоа се воени бази со нуклеарни глави. Срамно е да се каже дека во една антифашистичка држава се регистрирани 15 наци-фашистички политички партии, од кои неколку се наоѓаат во парламентот, во активниот парламент, во актуелниот. Веќе се отвори тајната која што се зборуваше овие неколку години дека Русија е обиколена во сите скоро држави, има биолаборатории во сите држави со кои се граничи од Украина, Грузија, дури Таџикистан, Узбекистан и така натаму. Значи, откриени се околу 12, 13 или 15 биолаборатории во Украина. Ова го потврди вчера панично и Викторија Нуланд, која што даде изјава, односно некоја наредба или како беше, русите никако да не дојдат до документациите, затоа што тоа се нели аргументи непобитни со кои што се знаеме како се завршува таа работа. Таа иста Викторија Нуланд, која делеше ковачиња на Мајдан, а всушност им донесе отров на украинците, а себе лично си заработи, односно на нечесен начин, милиони или милиарди. За мене се исто дали се милиони или милиарди, за мене се многу пари и за сите нас. Знаеме дека дојде и тука во Македонија и ми се закани неколку пати дека мораме да влеземе во НАТО и така натаму и така натаму. Вистина е дека 12 и повеќе карго авиони, со карго авиони е пренесено огромно на тонажа на оружје, американско оружје од Афганистан. Факт е дека огромно оружје се трупа на границата до Украина и околу неа, односно околу Русија. И сето тоа донесе, значи тоа се причини што ги наведуваат моментите аналитичари, дека тоа се на некој начин оправдувања, еден дел од оправдувањата да Русија ја направи таа акција дела, тоа сепак е воена операција, под наслов денацификација и демилитаризација, да го исчисти овој лош и сето ова што се случува во Украина како крајна опасност за опстанокот на Руската Федерација. Еден познавач на воените состојби вели дека најголемата причина за оваа операција од страна на Руската Федерација се две точки кои што он во една емисија убаво ги објасни,
Јас тука само на кратко ќе ги прочитам, за да нешто не сгрешам. Овака рече, на 21.12.21 година, значи декември сега, пред 2 месеци, 3, во Конгресот во САД донесена е одлука во 8 точки, каде што тие нагласуваат дека не го признаваат мултиполарниот свет. Значи, тие одат кон тоа да бидат хегемоно и единствени. И од тогаш и пред тоа се намонтирани преследувачки ракети со најразлична брзина во најблиските држави на НАТО, односно тоа се лоцирани во Полска и Романија, со што Руската Федерација смета дека незините лансерни ракети би биле, значи толку се доближени и софистицирани овие од НАТО, што и толку се блиску, што најсовршените оружја, најнови, кои што ги има Русија, не би биле ефикасни, односно би ја намалиле ефикасноста од 60%. Значи, тоа го кажува еден еминентен професор, Момчило Милиноvić, кој што ја дава и втората точка на опасноста која што постои кон Русија, односно тоа е едно најсофистицирано оружје на Америка, тоа е наречено, така наречен темен орел, односно Dark Eagle. Тоа е подхитно направено и тоа русите многу ги изненадило, што е направено по теркот на нивните најсовремени орудија, сега нема да ги споменувам како се викаат, како беше едниот Искендер и други, не е важно. Значи, тие се најсофистицирани оружја нуклеарни и пандан на тоа е тоа оружје Dark Eagle, кој што е една голема тајна со тоа што тие се веќе неколку такви се лоцирани во Германија. Значи, тоа е таква реална, тоа се такви хиперсонични балистички ракети, кои што се многу опасни за опстанокот на Русија, односно опстанокот на целиот свет. Значи, тоа се тие две точки од страна на военото разузнавање. Јас тука не би навлегувала многу, пошто сум лаик, само е вака на еден најкраток лаички начин пренесувам. Значи, кои се причините за да ја оправдувам Руската Федерација. Ево, сигурно они што навлегува во војна имале причина. Исто така, разузнавачките служби имале сознание за силна офанзива во Донецк и Луганск за тотално нивно разорување. Значи, тоа бил еден момент кој што бил момент кој попрво ќе нападне, или секој што напаѓа има предност, затоа што го знае моментумот на нападот. Друго е да напаѓаш, второ е да бидеш дефанзива, да се браниш. Една од работите што се многу негативни во Украина, нешто што се случува, тоа се Украина, значи, наплегла во голем долг, исто како и Македонија, само што во милиарди долари или евра, што и да се. И тоа е еден бизнес на Западот, цел тој долг е откупен од мултимилиардерот Ротшилд, преку неговата фондација Франклин Темплтон. Значи, тоа е едно нов тип на најсофистицирано лихварство, бизнес, со кој богатите, значи тој ги откупил долгот и сега Украина ќе им го враќа, или со камата, знаеме каква е лихварската камата. Значи, тие бескрајно се богатат, а народот е вечити роб и вечен отплачат
на долгот кој што не го не направиле, нели? Тоа е тоа. Исто така има уште една причина за отварање на оваа војна, сега тоа дали е вистина или не, значи тоа ќе излезе на видео, е дека голем притисок кон Русија за наоружување и едноставно ја втурнуваат во војна, едноставно имаат потреба од бегалци. Значи Европа, ЕУ се храни и незината главна стратегија е крадење на човечки ресурси, образување, готови, значи спремни за работа и плюс тоа им треба бело население, затоа што имаат многу бегалци од источните земји и да направат некој баланс, да ја подобрат ситуацијата. Ете, тоа е една од тие црни замисли, кои што нека им бидат на чест тие кои што имаат такви болни умови и ствараат толку несреќни луѓе во светот, без разлика дали се од Украина, дали се од Сирија, дали се од Ирак и така натаму. Сега, значи, ќе анализирам Македонија како пандан на ова што се случи во Украина, затоа што тоа е нашиот проблем, само сакам да ги најдеме сличностите кои што се случуваат и ако има различности. Различности многу нема, затоа што и таму беше и кај нас е марионетска власт која што работи за туѓи интереси. Значи пред се Македонија за жал насилно, сите знаеме како влезе во НАТО и НАТО, односно Соединетите Американски држави, уништија толку држави и убија милиони луѓе. Македонската држава никогаш не била на страната на угнетувачот и тоа не кореспондира со нашата македонска мисла и нашата воопшто македонска традиција на угнетувач. Посебно е срамно што меѓународната јавност ги премолче овие крвави настани што се случија по светот, нема да ги набројувам, нели? Втора работа е со тоа што Македонија влезе во НАТО, изгуби својот идентитет, апсолутно, суверенитет, изгубивме името, тоа е, милион пати сме кажале, идентитетот, јазикот. Значи, како македонци станавме никој и ништо. Трета точка. Во 2001 година, они го викаат конфликт, а тоа беше војна. Ние бевме нападнати од Косово, нели? Таму беше протекторат на Обединетите нации беше под Косово. Значи, едноставно на македонските војни сили и доброволци кои што учествуваа во војната, јас познавам икс луѓе кои што се бореа таму, и додека се бореа и одеа, лично сум разговарала со нив, ми пренесували информации како е, што е, значи се знаеше дека нашите војни сили ќе добијат војната, но едноставно НАТО и САД не дозволија честно да избориме таа војна со уцена за тотално бомбардирање и сравнување со земја на цела Македонија. Значи, ние плеговме, исто што и направија на Србија, на Македонија ќе и направија уште полошо. Значи, плеговме во тој сојуз, кој што со закани и уцени не стави таму насилно. Една од најстрашните работи кај нас е што Соединетите Американски држави
ги поддржуваат албанците кои го ведоа целосен апартеид во Македонија. Се поставува после прашање која е потребата, ние македонците ја поставуваме тоа прашање, која е потребата за распоределување на нуклеарни боеви глави од Полска и Романија со цел кон Москва. Со тоа да Москва може да одговори на противниците. И зошто нуклеарното оружје се акумулира на европско тло воопшто? Македонскиот јазик се израмни по значење со албанскиот јазик се израмни по значење во државата со македонскиот. Значи тоа е една платформа која што ја поставија, а во Украина значи рускиот се забрани за сметка на воведување на украинскиот. На украинскиот тука имаме значи обратна состојба. И најболното нешто што е за нас, тоа е Охридскиот договор, Тиранската платформа, Преспанскиот договор, сега Бугарскиот договор, за жал регистрација на бугарски партии, здруженија, кои што презентираат дека има силна дискриминација помеѓу нив. Гледам сега има некој здружение, дело бугарско здружение во Скопје, кое што е ловец на тој говор на омраза и става судски преставки кон повеќеникови кои што се активни на социјалните мрежи, еве конкретно на артистот, на глумецот Тасевски, Сашо Тасевски, има 5-6 преставки против него. Мораме да нагласиме дека не постои ниту еден човек кој не жали за секоја жртва во оваа бесмислена војна. Ние македонците пред се сме за мир во Украина и не завземаме страна во оваа војна, но не можеме да поддржиме една држава во која еден неприменен лик, како што е Кловно Зеленски, еден вулгарен лик, многу сличен на претходниот Црпко, нели? Кој што знаеме докаде не донесе. Исто така, не се сложуваме како македонски народ и како делегати за една декларација за така наречено зачувување на суверенитетот и интегритетот на Украина, донесена потхипно, а не се донесе една таква декларација по собранието од страна на ниједна парламентарна партија, кога беше во прашање суверенитетот и интегритетот на Македонија. Тоа е значи, навистина не боли сите нас, како ние се грижиме за Украина, во ред е да се грижиме, но зошто не се грижиме за нашиот суверенитет? Исто така, во овој момент е многу битно да се согледа дека пред година-две имаше два обида во Обединетите нации на иницијатива на Руската Федерација во Генералното собрание. Значи, иницијативата беше да се прекине со фаворизација на нацифашизмот, на фашизмот. Кое што Генералното собрание грото држави членки гласаа против или поддржани и не се поддржа, значи таа иницијатива на Руската Федерација, која што Русија, односно Советскиот сојуз, знаеме дека даде над 20 милиона жртви, од кои 8 милиона дала Украина. Значи, да бидеш присталица на една фаворизирање и оживување на тие духови на неофашизмот, нацифашизмот, неофашизмот, како и да го наречеме, нацизмот.
ние како држава Македонија, нашата победа, нашата самостојност, нашата прва држава после 1000 години, после Самуил и после Александар, ја добивме токму преку една антифашистичка, антинацистичка војна, борба. И срамно е и бедно да се испугани крвта на 20.000 жртви кои ги даде Македонија и во Обединетите нации да се гласа воздржано. Воздржано значи во случајот за фаворизација на фашизмот во овој момент. Затоа што воздржано гласаш за иницијативата. Сега тука би сакала да завршам и да се изјаснам каков е ставот на македонскиот народ. Ние македонскиот народ, конкретно еве во име на народните делегати, со оглед на тоа што актуелната антимакедонска власт, според сите настани и случувања кои што се случија, а е нелегитимна и отворено делува против македонскиот народ и опстанокот на македонската држава. Значи сите неизини што ги превзела активности, ние македонскиот народ не ги признава. Македонскиот народ, ние сме дел од големото семејство на братски словенски народи и испраќаме недвосмислена порака за воспоставување на праведен мир во Украина и почитување на правата на сите нејзини жители. Навистина е застрашувачки молкот на западната заедница, на така наречен цивилизираниот свет, кои што сите злосторства кои што се случуваа во областите во Украина од страна на десниот сектор беше обучуван и финансиран од западните инструктори и покрај сите укажувања за тоа што се случуваше, значи не слушнавме ни еден збор од укор, а не и активност. Значи, протоколовата револуција беше идентична како и шарената револуција во Македонија. Беа водени од западни агенти, латинички револуции, кои што донесоа антагонизам, по ист начин, по ист терк за водење на хибридна војна, со цел уривање на волјата и традицијата на нацијата, рушење на уставот, менување на уставите на државите и инсталирање на западни слуги и со една единствена цел за остварување на туѓи интереси. Значи, тоа што се случи во Украина, се случи и кај нас. Ние како слободолюбив македонски народ сочувствуваме со репресиите врз рускиот народ, губењето на основните човекови права во Украина, исто како што и нашиот македонски народ е репресиран, не признае, угнетуван, шиканиран во соседните држави, кои што се за жал членки на Европската унија, Грција и Бугарија. Значи, тоа се гледа на очиглед на целата светска јавност. Тоа сме го зборувале многу пати, значи тоа е нешто што се случува и во Украина, и во Македонија, односно во Грција и Бугарија, во окупираните делови на Македонија. Со инсталирањето на НАТО во Македонија, ние дефинитивно го изгубивме суверенитетот и станахме послушници и заложници за една за нас македонскиот народ една неприфатлива состојба.
која не стави на страна на темните, на страна на агресорите, на страна на заговорниците. Ние како народ, кои прв во Втората светска војна на европско тло ја почувствувавме таа темна демократизација на западните сили преку нивните напал бомби во граѓанската војна во Егејска Македонија 48 или која година беше. Значи го видовме моралниот кредибилитет на западната заедница. И ќе завршам со ова. Воедно ние, македонските родолюби, народните делегати, целиот македонски народ, сме згрозени од невидената мејнстрим пропаганда, машинерија во Македонија, во целиот свет, посебно од страна на антимакедонската власт, тоа нас не засега, со едноцелно стварање на тотална русофобија, јавно искажано непријателство кон Руската Федерација и народ, со уведување на вистина смешни санкции кон една светска економска и воена сила, нешто што е минорно и смешно, што предизвика сериозни санкции кон Македонија и ставање на државата Македонија, а со тоа и на нас, македонскиот народ, затоа што ние суверенитетот сме го дале на представниците, на представниците во собранието, преку тоа и во владата. Значи, со тоа Македонија се стави на црна листа на одстрел. Со тоа можеме само да извлечеме еден сериозен, здрав заклучок, дека мирот е неизбежно решение. Мир кој мора да настапи во Европа, пред се преку едно братско наше словенско здружување, затоа што гледаме дека секогаш војните се водат против словените, односно против православието, и преку еден светски договор за безбедност и мир, во кој ќе учествуваме сите држави, инсталирање и отстранување со инсистирање за отстранување на сите нуклеарни глави од европското тло, како што би било пожелно и од целиот свет, за да во светот настапи светски мир и стабилност. Си избирала малку беше подолго, но ова е едно согледување кое ние како народни делегати мораме еднаш да го искажеме, ако е подолго еднаш ќе го искажеме и ќе оставиме во досието, за да се знае какво е нашето гледиште. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, Елизабета. Доколку, да, микрофонот е исклучен. Нека повели следниот. Додека да се вклучи следниот, да, повелете. Ајде, јас ќе се вклучам, гледам ли. Јас ќе изгубив сликата сега, чек момент. Овдека се гледа. Не, горед. Добро вечер на сите. Јас ќе се надобрзам само на излагањето на Елизабета, која рече дека беше долга, дури кажа дека и досадна, не воопшто, Ебети не беше нити досадна, нити долга, и малку и со саати да зборуваме за вакви теми.
во едно вакво премрежје не за регионот, туку за целата наша планета и за се што е живо, не само луѓето на земјава. Убаво опиша, убаво даде доста работи и јас не би повторувал сега пак, ами само накратко некои забелешки што ги направив, еве ќе си кажам јас нешто. И така ќе почнам со Ана кога направи вовед, кога збореше за либералната демократија и за неолиберализмот. Само сакам да кажам, перфидноста на Западот е доведена до совршенство, бидејќи со настаните последниве може би години или десетина години, или па, ајде да кажеме, последниве 20 од кога падна Берлинскиот зид и кога Запад ја доби целата она ѓаволска слобода, не она правилна, она ѓаволска во кој смисол, бидејќи стана главен кабадахија и главен да речеме арбитер за се нешто што се случуваше политичко, економско, културно, социјално на планетава. Значи, го има доведено до таква перфидност да всушност сета она од Запад кој се гордееше со својата демократија, да ја претвори во демонократија, а либералната демократија, видите, во либералната демократија има две зборчиња клучни што се или три зборчиња кои го красат на човечката раса. Тоа е слобода, либерал, нели? Либерално нешто да е слободно, а демосот и демократијата е владење на народот. И тие ви доваѓаат сега. Ви доваѓаат со едни полна уста со такви некои убави нешта како што е демократијата, ја претвара во демонократија, меѓутоа со зборови пак е украсена, како демократија. Делата им се демонократски. Либералната демократија исто ја погазуваат, извлекуваат неолиберали, кои всушност како неолиберали понапредни и пошироки од либералната демократија, всушност се предвесници пак во убава обвивка, предвесници на глобализацијата, каде што, кога ќе дојде глобализацијата, тогаш ќе пропаднат сите демократии, и либерална, и било каква демократија. Значи, ќе нема никаква демократија, туку ќе имаме еден глобалистички центар. А тој центар се знае каде ќе биде. Нормално не во Москва. Тоа ќе биде западниот центар, односно западниот светоглед и визија на светот од било кој аспект. Велам, дали ќе биде тоа политички, дали културен, дали ќе биде социјален, тој ќе биде алфа и омега. Со тоа доваѓаме во светот на Орвел, а не некое владење на народот. Тука Бети збореше, кој е суверен? Па, кој е суверен тогаш на планетава? На планетава. Ако ние сме од Господ ни е дадено да сме сами на себе суверени со слободна волја, ако во државата народот е стопан, нели, или суверен на просторот на кој живее, тогаш на планетава сигурно овие 7,5 милиарди луѓе се тие кои треба да водат грижа за оваа планета, за да обстане понатаму, ние, нашите потомци, и да не заборавиме, живиот свет на оваа планета, се што е дадено од природата и од Господ. Значи, во тој контекст, ова се, со таа глобализација која заговара и сака да дојде, ние влегуваме во светот на Орвел. А збориме кој Запад. Меѓутоа, јас сакам да потцртам во моите размисли дека пред се и над се, тоа се англо-американците со нивната визија за светот. Европа е без
Велика Британија била секогаш нешто друго, само не Европа, додека Европа, старата и оваа Европа, сепак сме Европа. Истокот и западот не е важно, зборам за како Европа. Меѓутоа, со доминација на Велика Британија, последните неколку стотини години и нивната визија, која денеска ја гледаме кон што води, во поддршка со американците, бидејќи секојаш во моите размисли дека софтверот, умот е во Лондон, а мускулите или хардверот е во Вашингтон. Бидејќи Велика Британија веќе не е онаа сила колонијална, значи денеска не представува, нити е веќе она се уште е опасна и е присутна, меѓутоа не е таа политичка, дури и економска сила за да може да се бори и да се мери сега со Соединените американски држави, со Кина и со Русија. Меѓутоа си има ортак и тоа многу силен, тоа е Америка. И да завршам, значи англо-американ, тоа е погубноста за мене на свет. Значи не се Франција или Германија или Европа како Европа, еле сега гледаме дека Европа стана вазал, велиме на Америка. А која е Америка? Британија. Зошто? Затоа што се англо-американското великобританската визија за светот последните неколку стотини години, па и сега по завршување во 20-тиот век и по завршување на Втората светска војна го терат своето. Па со падот на Берлинскиот зид им се даде слобода тоа да го неказнето да го спроведуваат, ама баш на секоја точка на светот. И тука видовме што се случуваше со некои земји, како што беше прво во бомбардирањето на Југославија, потоа беше Ирак, Сирија, Афганистан, Либија, погром и каде што помина трева не расти. Беше интересно, Бети кога кажуваше за власта, нели каква власт имаме и каква е таа инсталација, а македонска власт. Интересна работа е. Докај дотуркавме ние со, па и не само нашата држава, и во Украина се случува тоа. Ние после Берлинскиот зид, пропаѓањето на Југославија, ние како самостојна држава нели се развиваме и сега почнуваме да живееме демократски. Нели имаме избори, имаме партии, па избори. Меѓутоа, докаде дотуркавме, пак со помош на Запад, дотуркавме, значи, вака, имате право на избори. Да, ќе дојдете и ќе изберете. Од кога ќе изберете, нели, нормално има партии и се до тоа, со завршувањето на изборите, со оформувањето на влада, владата нема да работи за суверенот, односно за тие што ја избрале, туку автоматски владата ќе го слуша Запад и диктатот на Запад. И ние немаме ништо од тоа. Не само што немаме ништо од тоа. Ќе пропаднеме како држава. Неверојатно, нели? Вели, живеете во демократија, бујрум, повелете, имате избори, нека дојде секој со својот глас. Пропагандата која се прави во кампањата, тоа да не збориме. И купувањето за литар масло и ориз и брашно, тоа не сакам да го зборам, меѓутоа велат, еве демократски избори има. Но штом ќе завршат изборите? Владата ваша, која треба да е ваша, нема да биде ваша, туку ќе биде наша. И ќе ги спроведува сите тие работи што ги зацртавме ние. Дури на 27. април 2017 година, односно по 27. април, кога не можеше да се оформи влада и сето тоа, имавме од еден голем значајен европски политичар, ми се бише Туск, Анче, помогни ми, дали беше Туск, да не сгреши. Доналд, да, Туск. Да, кога му кажа, нели, значи да се по-балкански да се направи тоа. Замисли што, знаеме, значи балкански, балканизација. Но тој јавно му кажа дека да ја реши работата на по-балкански, во Македонија. Значи, нема демократија, нема правила. Туку, едноставно, ние сакаме марионетска влада и ти ќе ја направиш таа марионетска влада на секој начин, дури и најнедозволен, најдолен што може да биде. Тоа ни дојде од демократскиот Запад, Брисел.
тоа само да се надоврзам. Бети кога ги спомна, нели, во Украина, за која збореше за дека во моментот се неонацистите, нели, на власт, сакам да кажам дека со пропаѓањето на Берлинскиот зид и со расформирањето на Советскиот сојуз, нели, кога сите држави беа си остана како за себе, суверени, уште тогаш Запад имаше идеја што ќе прави понатаму. Видите, они имаат агенда која не е со години назад. Не, они имаат 100-годишна агенда. И они знаат што сакаат со Русија стотици години да направат, само чекаат време. Не дочекале, ми се чини нема ни да дочекат, меѓутоа сакат да го покорат овој источен свет, како што рече Бети, тука сме, ето, повеќето словени и православни, меѓутоа напаѓаат и на исламот и така натаму. Сега, околу неонацистите, значи тие Запад ги искористи кој? Баш тие најфашизоидни елементи, човечки ресурси во Украина, а тоа се, нели, следбениците на Бандера, на Степан Бандера, кој знаеме што беше како Анте Павелич во Хрватска или како Ванчо Михајлов ке нас. И тие неонацисти, најдов негде некои податоци, замислете, убиле повеќе пољаци, затоа што во Украина живеат многу пољаци, словаци, унгарци и нормално самите. Убиле повеќе пољаци и украинци од германците. Значи, такви свирепости правиле да се сгрози човек. И сега, тие неонацисти, односно изворишитето нивно, Украина е многу, 450 тука негде, прва или втора по Европа по површина, тие се лоцирани во западниот дел, во границите со Полска, или Чешка, Словачка и Унгарија. Во тој дел западен, што е интересно, дојдов до еден податок, јас не знаев, дека Степан Бандера бил евреј. А ги има многу евреи има во Украина. Негде, може би до 100.000 негде, ако се верни тие податоци, јас што ги најдов, и тоа е стварно на... Меѓутоа, јас не знаем дека Степан Бандера е евреј. И сега, човек без тие евреи нигде ништо не може да се случи во светот. Еден Сорос е евреј унгарски, еден Саркози беше председател на Франција, беше унгарски евреј. Еве го Степан Бандера, појма нема дека, ја мислев украинец, унијат, ама не, евреј ти бил. Може да бил унијат, ама евреј. Значи, следбениците на Степан Бандера, лоцирани во Запад. Тука е центарот и зародишот и извориштето на десниот сектор и неонацизмот во Украина. Не целата Украина, затоа што таму имате украинци и руси, милиони кои се православни и кои се луѓе на место. Меѓутоа, овде се тие елементи кои ги искористува сега за Запад, за планот што го има. А стар, кога рекол дека планот е стар, знаете зашто? Бисмарк уште рекол, тој прочуј, нели, политичар и германец кој е обиден и Германија, вели, ако некој сака да ја освои Русија, тоа е возможно само преку Украина. И кажува план како да се направи тоа. А од тука, од него превзема еден западен идеолог кој за жал е пољак, ама цел живот во Америка, е Бжежински. Бжежински е еден идеолог како Западот ќе покори Русија. Тој се слуша, цитиран и слушан и по негови работи се изведува западните политики, неодамна почина. И Бети убаво каже, само ја да се надоврзам, околу базите, околу нуклеарните ракети со нуклеарни глави и сето тоа. Русите исто знаеа дека Украина, пак со помош на Западот, сака да стане нуклеарна сила, да дое да може да произведува нуклеарна
nuklearni бомби. Меѓутоа, сега не знам дали сретнавте го, барем јас тамо кај што дам, сакале да направат не само нуклеарна бомба, туку да направат така наречена валкана нуклеарна бомба. А што значи тоа? Ова нуклеарната бомба која ќе се фрли, која ќе експлодира, нели? Со оној топлотен бран и сите тоа ќе направи штети, што материјални, што животни. Меѓутоа, оваа валканата се прави од нуклеарен отпад. Значи, таму кај што ќе падне, тоа е страшно нешто. Тоа е, значи, ѓаволска работа. Кога ќе падне на местото, не убива. Само нуклеарниот отпад се расширува во експлозијата и сега знаеме, нели, нуклеарниот отпад дека радиоактивноста со стотици години. И тамо, ако падне атомска бомба, ќе направи експлозија, ево знаеме за Нагасаки, знаеме за ова, па некако тамо се санира. Меѓутоа со овој нуклеарен отпад кој ќе се расшири, тука пак мислам дека не може нити човек, нити цветка да живее со стотици години. И таква бомба сакале да направат нешто спремено за нормално за Истокот и за Русија. Неверојатно, неверојатно. А ова не знае сега Бети што кажа дека Ротшилд ги откупил долговите на Украина. Тоа не знае Бети дека така, меѓутоа мене ме асоцира ако Ротшилд, ако ве збориме сега за Ротшилд, видите ова се што се случува, и сите овие работи што ги гледаме, од најголемите званичници до сега, сето тоа е пред завесата, зад завесата стоат овие господата Ротшилд, Рокфелери. И стаја го Ротшилд, замислите, толку се моćни. Он ги откупува, така беше, ги откупува долговите на Украина, тоа се тешки милиарди, тоа за него не е проблем ни 10, 20, 30, 50 милиарди. А знаете како тоа ми личи? Тоа е кога во една држава, бидејќи, нели, некојаш на државата ти се исплати за нешто, да даде концесија на некого, а овој да плати за тоа годишна апанажа толку и толку. Например, имате што? Во шумската индустрија закупувате една планина кај што ќе вршите сеча, не знам што сите тие работи, државата вика дај ми толку пари, а ти после стопанисува со имотот. Така ми личи ова. Човекот си ја купува, де факто ја купува негова Украина, затоа што сите довереници се намируваат преку парите на Ротшилд и овие се намирени, а Ротшилд вика, добро, сега Украина е моја. Така го разбрав. Не го знаев ова Бети дека го имало. И Бети уште пак спомна за белото население, нели дека треба. Па, Европа е гладна секојаш за свој стопански и економски развој, нормално за работна сила. Видовме што направија пак по нивни избор со бегалците од Блискиот Исток и од Африка. Еве, сега преку Украина пак ќе добијат ова што викаше бело население како работник, бело и тоа образовано, макар да веќе ги има и необразовани што ќе отидат на сакат неќе ќе ги примат сега веројатно. Само не знам дали проследивте една вест од Спутник. И ја објавив ја на Фејсбук. Вели Џонсон, Велика Британија, а ќе ве посетам и за Косово што направи. Велика Британија, пред ден, два-три дена тоа го објавив на Фејсбук. Во насловот беше Велика Британија е многу великодушна земја, меѓутоа не може да ги отвори границите за украинците. Неверојатно. Значи, веста беше дека, меѓутоа, тоа е Британија. Тоа е врвот, тоа е демонот на планета Земја. Америка е само мускул, ништо друго. Овие се демоните. Овие владеат неколку стотини години. Тоа е најважното. Москва се бори против Британија. А ортакот им е Европа е вазал. Европа е безгласна буква се. И таа Велика Британија нема да прими украинци. Значи се направи и растори цела држава, цела планета, ама не прима, никако. Неверојатно, неверојатно. Значи револтиран сум, не зашто би му направил да
го сретнам тој човек. А ќе ве подсетам, исто, еден наслов, кога бомбардираа Југославија и Косово, нели имаше избеглици од Косово. Знаете што рече Британија? Ќе примиме символично, видите, примаа по илјадници, овие ќе примеле стотици, ама образовани косовари. Замислите? Значи, хуманост какви бакрачи, не, ќе си примиме колку што треба, ама образовани, такви ни треба. И каде е тука се хуманоста? Зашто збори Лондон, за која демократија, за која хуманост и за некоја нова светлина и нови правци во западниот светоглед? Видите, ова минува. Значи, ова не можам како да го опишам, освен ова минува во патологија, во нездрава состојба. Тука немате политика, тука имате политичка шизофренија, тука имате политички дарвинизам. Каде што целта, да го спомнемуше Макијавели, целта ја оправдува средството. При тоа совршено го имаат совршено доваѓаат со насмевка од уво до уво. Со полни зборови како демократија, либерални и се де тапкаат по рамото, а после ве наведуваат и ги прават нешто најлошо што може да биде. Ете, тоа ако не се освести од Македонија или било која држава, овој народ, на тоа треба да го освестуваме дека не постои тоа, има за гола екзистенција, уште ќе се бориме и ќе го изгубиме и овој простор. Од таквиот запад кој заговара не знам каква демократија и не знам каква бела иднина и светла иднина. Тоа е и уште да завршам со ова околу, значи не само што они имаат бела чума, биејќи се бела раса, а украинците фала друга и лични, има и крвта ќе си ја подобрат. Едно, ќе имаат работници, второ, им треба украинците и било кој други од некоја земја, им требаат како расат за анти-Украина. Таму ќе биде расат, значи од таму ќе се избираат кадри, кои понатаму, не знаме што ќе биде понатаму, ќе ги уфрлуваат за или ќе бидат нивни приврзаници и индоктринирани од нивната видение или светоглед, да бидат анти-Русија, анти-Украина, односно анти-Исток. И тука такви кадри ќе произведуваат. И еве, на почетокот реков може уште многу да се, ама толку ја само ќе се малце да се навиѓам, иначе Беци си кажа доста, а ми даде шлагвор за некои работи да кажам. Ете толку ви кажам. Благодарам. Благодарам, Ристо. Нека повели следниот. Ајде да поздрав. Јас сум Лазарски Липија, родолюб по убедување, а како ќе испадне што тешко може да се прогнозира. Јас само ќе кажам за ова демократијата, како ја ја прогледувам кога барам во тоа речниците, пошто не се обичам на јазици. И демосот на грчки бил луѓе народ. Кратија е владење. И јас сакам да го преведам како човечко владење на некој начин, од политика е исто и владењето на тоа. И многу пати неолиберали, кој се спомне нео, тоа е ново. Тие се новите либерали, кои што се, како да речеме, јастреби, соколи или орли, кои што ја предводат битката на денешниот либерализам, како да кажам, либерализмот кој што сака да биде глобален либерализам, со еден најсуров капиталистички профитен ред, кој што не дава многу шанса. Кога беше во прашање дали е Туск, мислам дека Оливер Рерли беше, тој од Украина беше комесар за проширување, тој му кажа на нашите со какви методи да направат балкански, а суштината беше баш тогаш македонскиот народ, еднаш во едно излагање го кажа тоа, македонскиот народ
Кавадарци имаме можда над 3000 луѓе еден бе пријава тие се зборува тогаш. Неверојатно беше колку, како беше атмосферата и она сето. На крајот и жалостна. И ние го таа унитарна, борбата за унитарна Македонија, правевме паради од новата црква до моста, до таму и така. Мислам дека тоа споредбите ги прави Украина и Македонија има многу заеднички, не само што припаѓа на словенските народи, но има заедничка поделба. Поделбата таму се знае, на по една третина се поделени таму. Една третина се католици, една третина се унијати, кои што под папата се само на обредите ги прават на православен начин, и другата е Руската црква. И сега, кој ќе вземеш, не случајно тие поделби го прават. По светот на православните владе Грчката црква. Руската е по-людна, повеќе човечки, има ресурси и она сето, но тешко се пробива. Не може да се пробие патриархијата во Истанбул. И тоа она ја призна руската, не руската, украинската црква. Се прават обиди и за нашата црква и така. Но нешто друго во Украина е така исто, кое што е слично на македонското. И во Украина владетелот дојде по нарачка од Америка и точно инсталиран, ставен и со сите оние атрибути што треба да ги прават. Исто во Македонија. Тој минатиот премиер што беше и ова неговата сенка сега. Викаше дека со години бил воспитан и учен како да владее во Македонија, за да циркусот биде голем, кога прв пат се воздигаше и ова го бадеа за меѓу прв човек во СДС, дека јас сум цркнат од нивата во Нуртино за да ја спасам Македонија. За жал испадна да е закопува, но мојата надеж постои дека Македонија нема така да помине на сето. Дури не знам, некое чувство имам, по-аналогно одам на Втората светска војна. Македонија е добила, што рече госпоѓа Елизавета, слободната и новата држава после толку години, и мислам дека и сега во ова превирање, кое што е вака светско превирање, дали ќе има атомско и она мислењата на повеќе, ја не сум многу информиран, али од ова, од Загреб, Белград и до тука, може би нема да дојде, но никогаш не се знае. Сепак е употребено атомското оружје во Нагасаки, Хирошима, и не е тоа дека не било употребено и дека нема да се употреби. Но имале краткодометни и овие со ограничено дејство, такви може да се мислеше на тоа, но тешко е да се одвои тоа кој еден човек ќе стане како владар до зид и она се тоа моќење. Тука ние, македонците, мислам дека многу голема штета направивме што кај нас владеа осејаните албанци, апартеидски од Америка. Многу ние на Америка и Европската заедница во Македонија, не знам, толкуве возвишување и убавите зборови дека само таму ни е спасот и алтернативата, нивото ки сето оружје на македонскиот народ и човек. Гледачи во тоа со осамостојувањето, дека кога паднал комунизмот, социјализмот, тогаш сите глеdaa на кај богатите. И колку милозвучно се кажува меѓународната заедница. Која меѓународна заедница? Тоа се Европската унија, која што има околу 500 милиони, и со си Англија е рачунам, која беше, и Америка 350-400, колку има овај. Тоа се во секој случај 10% од светското население. Исто и сега кога е осудата за Руската федерација во Обединетите нации, оние не тие што ја поддржале, него оние кои што беа воздржани. Тука ја мислам дека не значеше воздржаноста одобрување на резолуцијата која што се осуди.
ти го рекле, го викаат дека Кина и Русија поведе на некој начин се таен сојуз. Па дури и овој Ердоган кој што е во НАТО и он после неговата бура таму, тоа беше поинаку се однесува и неги санкциите и она не ги извршува, него еве денеска и таму сакаше да биде посредник. Иначе Европската заедница е голем заложник и од неја нема никаква автентичност. Толку држави, со таква економија и со она сето немаат заедничка одбрана, немаат заеднички закон, тоа не се суднете американски држави, кои што имаат 50 кои се држави, ама еден устав, еден закон, едно знаме, една благодарност на државата и она сето. Европската унија сепак се автохтони држави кои што живеат на национална држава, за која што Русија сега и Кина во судирот на оварниот свет, мултиполарен, не знам како ќе биде, битката е тука. Ако овде, кој ќе победи? Ако победат овие русите, а се нападко се изгледа, тогаш автохтоната држава и националната држава ќе поживее еден период како што и до сега од судирот од Берлинскиот пред 20 години таму, 22 години, ние исто живееме во едно свет на Америка. Всушност не живееа сите, но овде ние во Македонија и Европската заедница и она. Денеска сите овие аналитичари наши и овие другите што ги слушам, тие викаат дека Европа е заложник, не само што е заложник, него најголема загуба ќе претрпи. Со сета, од стопанството, од сите оние и игрите околу ова, гасот, па Германија ќе дава колку милиарди пари и ова она. Јас мислам дека германците од русите изгубија во Втората светска војна и русите отидоа до таму, до кај што беше Кешапир и кај што беа поделени до ден денеска. Меркел успеа за нејзиното владење, али изгледа крајот дојде со неонацизмот, новиот нацизам, што во превод би значило, дојдоа толку се намножија во насето, иначе Меркелка беше од источниот дел. И она успеа некако на некој начин да го обложи само ова. А ова е неминовно сега ќе дојде. Судирот на либералниот, така наречен капитализам, кој што е за глобализам на светот и двете моćни држави со ресурсите од атомското оружје и со економијата на Кина и она подалечно кога судирот овде ќе се малку прошири, Кина обавезно Тајван ќе го блокира исто. Тоа веројатно го има тоа во сценарио, го има тие сите. Не знам дали некој се покаја западниот свет, кој што носеше оружје и она. Па исто слушам дека авиони од Полска требало да летаат. Па овие кажа, ако влезеш ти во тоа. Мене е жал за Македонија, затоа што ја владеат не македонци, прво, па така се однесуваат неверојатно како однос дуваат се. Први го обоја зградата на владата со украинско знаме, дозволија она само сега како им падна на памет дека по уставот или по законите на Македонија не треба колегијата на странците да одат и тоа баш малку ме изненади, но покрај се може и игра. Но најжалосно ми е што и денеска имаше делегација кај нашиот како да кажем, најголемиот моментално сега противник, оној што уништувачот на нашето име, идентитет и волјата на својот народ во Бугарија отидоа пак да преговара денеска, што е странно, жалостно. Тука ќе завршам, но мислам дека нема да успеа, затоа што ова влада може да е изгубена за ова. Америка не ќе може сега толку брзо овде да инсталира понови луѓе, може да промени и ВМРО некако игра на таа карта, овај новиот водач, и он чека да му устоличат од таму, па ќе видиме како сето ќе испадне.
мислам дека ние, македонците, ќе си ја земиме редот, ова влада ќе падне и сигурно ќе се ориентираме да не видиме веќе без алтернатива, а нас, например, кошулите за еден цент да се купуваат, да се тука нашето стопанство да биде и она сето, во робовласничко е во однос на западната и ние, од и сите одене на западот нашите луѓе и стопанството требало да биде така. И играта околу овие нови мерки властата што ги прави, гледам дека и овие стопанствениците не им одговара баш она изани тоа, а тие кои што подржуваат спасителите ангели или тајкуни, како ќе ги нарече некој, тие подржуваат владата, гледам и тие некако не им одговара ова во моментот, па ќе видиме. Надежда постои дека Македонија ќе си биде вечна, целосна и да ги поздравам браќата во надвор од нашите граници, секогаш да рачунаат на нашите родолюбите, на нас, дека сме со нив. И секогаш, ако ништо друго, морална и секаква поддршка во нашата моќ, дури и материјална. Бидете здрави, живи, среќни и весели. Се надевам дека ќе биде добро и нема да се прошири ова многу војната, иако постават аргументи и за тоа. Бидете здрави, живи, ушеднаш, среќни, весели и се најубаво за сите. Благодарам. Благодарам, Олимпије. Да, повели Ристо. Само да го уклучам микрофонот. И Олимпија ни кажа, би го кажа своето мислење, а јас тука сакам малце надвор од темата нешто да кажем. Вчера кај мене во центар се отвори пункт за помош на Украина. Јас отидов таму, прашав, во главном се можете да си хигиенски средства, па такви работи, нормално храна, не и сите работи. Зошто ова сега сакам да го кажам? Сакам да кажам и на овие што не гледат повеќе, дека Украина во шаковската игра меѓу Запад и Исток е колатерална штета. Таму народот исто страда како во било која земја. Заради кликата од што е веќе барем од 14 година поставена и целиот тој украински народ е заложник. Во таа смисла, која гледам и на Фейсбук, навивачи за Украина, за Русија, не, тоа не сме да биде. Словенска трагедија е тоа што се случува по режија на Запад. Затоа сакав да кажам и по широката јавност ако не гледа гледачи, дека пунктот кај мене во центар што е отворен, и моето мислење, треба да помогнеме, односно јас веќе купив некои работи, ги дадов. Сега, малце сум во дилема, дали мојата помош ќе отиде до народот или десниот сектор кој знае што ќе направи, збориме за овие лошите. Меѓутоа, не знам, душа не ми дава, јас ќе делам еднаш неделно, толку и толку ќе однесам таму, додека се тоа трае, а сакам да прашам, да се информирам кај руската амбасада, дали ќе отворат или како, па отипа, знаете што, јас ќе дадам за украинците, но мојата помош нема да отиде за оние во Луганск и во Донецк, мислам, кои се, нели, украинци. Сега, ако може преку руската амбасада да се информирам дали ќе отворат, дали може или како, некако да направиме нешто и во тој поглед. Добро, ако не отворат, немам идеја како, бидејќи помошта што ќе дадам за Украина нема да отиде за русите или руското население од Луганск и Донецк, тоа е сигурно. Тоа сакам да кажам, а мене беше целата работа дека не треба да има навивачи, несреќна војна таму се води, нормално во режија на Запад, да не треба да има навивачи, а како секој ќе размисли дали ќе даде нешто во овој пунктот кај мене во центар, баш во центарот тука, на него остава. Јас мислам дека ќе помогнам колку можам. Ето тоа сакам да кажам. Благодарам, Ристо. Благодарам на сите вечерашни соговорници што имаше настојувања да се анализираат и расветлат особено актуелните случувања
кои што можеби ние ги добиваме на поинаков начин, со во поинаква слика, значење или толкување од она што навистина се. Искуството, особено нас последниве години, не научи дека се манипулира, особено преку медиумите, значи се шират, се пласираат спротивни работи, вести од оние што навистина се случуваат, еве и кај нас во Македонија и во Украина, со тоа што треба повеќе, еве и како ние што и вечерва или се однесуваме и дури како народни делегати пред се, во тој наш придонес во најдобро разбирање или поставување на народот спрема сите овие влијанија и особено што не ги поддржуваме тие непринципиелни политики што ги создаваат проблемите, значи што продуцираат вакви немили и секакви настани и процеси кои што едноставно ги закрвуваат луѓето, ги спротивставуваат едни на други, предизвикуваат хуманитарни катастрофи и така натаму. И во тој дел и за помошта кога спомна Ристо, значи треба да се остави, бидејќи тие ги креираат овие политики, значи државите, ако веќе одлучиле или на кој начин таму ќе се однесуваат едни кон други, значи да престанат да го злоупотребуваат народот или да го малтретираат. Дури каде што има вооружени судири, значи не стараат само еве во Украина и руското население. Значи имаме од многу страни веќе се потврдени изјави, има и видеа каде што кажуваат дека на украинското население, без оглед дали се украинци, руси или од која нели припадност, отвориле оган самата украинска војска, значи таа државната, на своето население, за да прикаже дека тоа е нели напаѓање и така натаму. Значи тоа е тотална негрижа, злоупотреба на својот народ, значи тие го уништуваат, тоа е само уништувањето. Исто и во однос на нас, нели, што ни се прави од северна, каков е тој однос, значи да го избришеш народот, да му ги одземеш сите права и така натаму, и сега понатаму тој да претендира на некаков континуитет на северна врз она што било претходно, а тој самиот го негира тоа. Значи едноставно мора народите, мислам народот секаде и во Украина и во Македонија, да се спротивстави на овие политики. Значи на властите што ги спроведуваат, значи нема друг начин и тој процес на денацификација можеби е сега предводникот, како да кажеме, почетокот на сето тоа да падне, затоа што е неодржливо, затоа што е монструозно. Дури има од стручни луѓе и експерти, дури веќе има докази дека се пласира и самата теза дека е пренаселеноста на земјата нели над 7 милиарди, дека тоа воопшто не е случај, дека за неколку пати помалку е вистинскиот број на жителите на земјата. А зошто се продуцира тоа? За да може после нели да го ништат, да го уште повеќе да го смалат, да го уништуваат. Значи, лагата и манипулацијата е толку отидена во тие најцрните или тие монструозни зони, што веќе едноставно ние ќе се изгубиме во тоа нели што да поддржиме, што да не поддржиме, бидејќи во целиот свет тој начин, тоа се практикува, значи таа политика вирее. И сега мора секаде луѓето, значи секаде, кои што навистина едноставно не може да се прифати тоа само уништување, да не ги поддржуваат. И еве конкретно околу ова, нели, кои како ќе
бил непријателски прогласен, да речеме, во оваа ситуација или Македонија или НАТО, бидејќи сме во НАТО насилно втерани, после ќе праќа или каде што ќе праќа, нека си ги праќа нивните послушници, поданици, нема да ги праќа оние граѓани кои што никогаш не ги поддржале, не ги прифатиле тие политики. Па нека се испоубиваат таму, нека испогинат сите, нека си се конфронтираат со нивните оружја или со се таму што применуваат, геноцид, биолошки, не знам какви лаборатории. Значи, стварно, ова е еден момент кога може би ние сме современици и сведоци, меѓутоа дај Боже да тој процес што е почнат со денацификација, сето тоа го сведе едноставно на една руина од ова политика што ни ги уништува животите, значи што човештвото го стави да биде заложник и така натаму, и тоа би било можеби пораката што може да ја пратиме, а не да завземаме страна меѓу некои што ја креираат таа политика, туку да и се извлечеме, да се поставиме на тоа, да се ставиме на страна, затоа што ние не сакаме да учествуваме во такво нешто и да никој не користи никако штит, никако топовско месо, никако експериментални глувци. Значи има многу народите, човештвото, слободолюбивите луѓе, поединци да понудат нешто повеќе и нешто многу повеќе од она во нивните игри, како нели ќе те распределат па да ја играш. Така што јас со тоа, ете, можеби мојата размисла ме тера на тој заклучок, затоа што слободата треба да се освои, а ќе ја освоиш ако имаш свест за слобода. Значи ти ако него ова размислуваш и влегуваш во тој нели нивен начин во филм или мисловен, како да кажам, и секаков процес во нивниот свет, тогаш нема никаков начин, значи не можеш на джелатите да им се молиш. Мораш да најдеш начин на кој што ќе се тргнеш од нив и тоа треба да биде нашиот пат. Воопшто мислам и како македонски народ, меѓутоа и како човештво, затоа што свеста е таа што треба да доминира и слободолюбивата ќе успееме да се ослободиме од злото. Да, повели. Само уште една минутка. Ова да се надобрзам тебе, ја кога кажа колку е перфиден Западов. Значи, се што представува лошо во Западов. Кога го спомна населението, многу било, нели, на планетава, треба да се чисти. И видите сега, кога не сте упатен, видите, стварно многу сме, дај помалце треба да видиме. Меѓутоа, кога си упатен, па кога размислуваш и употребуваш собствената глава, тогаш ќе му речам, а добро, а каде е богатството? Сето половината и повеќе од половината во шака луѓе, светското богатство е во шака луѓе. Значи, дали е тоа праведно? Дали тоа треба подруго да биде распоредено? Значи, ќе му го прифатиш на населението и влегуваш во нивниот свет, ова што го споредне. Сега, дали таа многу сме. Не употребуваш својата глава, а викаш, а богатството? Експлоатацијата што ги правиш, затоа што оваа цивилизација на Homo sapiensот дозволува по неколку стотини милиони гладни секоја година, перманентно по Африка и по Азија да се недохранети. А добро и тие се луѓе. Не. Многу се тие ги ништиме. Тоа е перфидноста на влегувањето во нивниот свет. И уште ова, за Украина кога кажа, Анче, моите информации кажуваат, не украинската војска, тоа е многу реткост, редовната, професионалната украинска војска да пука, значи по овие луѓе кои се бунат туку најчесто во војската, значи ако е пример единицата само од украинци, а да ги нема неонацистите внатре, бидејќи они со години инфилтрира неонацисти во армијата. Сега тие под пиштол
ги тераат овие војскава да спречуваат, не ги затвара коридорите, не им дава да се повлекуваат на истото тоа нивно население. Така да, само сакам да кажам дека нередовната украинска војска, десниот сектор инфилтриран во војската, издава такви наредби и бескруполозни се. Овие, што велам пак, тие се повеќе од западниот дел на Украина со и нормално не се православни, унијати се. Мислам, тоа сакам да кажам. Така да благодарам. Ите да завршиме вечерва, мислам дека ите имавме доста искажувања кои што ќе побудат на сродна размисла кај луѓето кои што размислуваат многу поздраво, посовесно од овие кои што нели одлучуваат во наше име и носат одлуки кои што не смеат, значи не би ни требало, меѓутоа затоа што веројатно повторно им дозволуваме, затоа и тоа се случува. Може би сака некој друг, односно Софија, не ја слушнаме вечерва, доколку сакаш Софија да се вклучиш слободно? Не? Добро. Тогаш да посакаме добра ноќ, пријатен викенд што доаѓа и да се надеваме на позитивни, мислам, случувања и информации од следната недела, каде што ќе биде нели во овој дух во кој ние размислуваме дека треба да се одвиваат нештата, а не во уште поголемо заострување на теренот и воопшто во глобалните случувања. Тогаш ви посакувам пријатна вечер и ќе завршиме повторно со параходот. Довидување.